Неодамна при посетата на РЕК Битола, генералниот директор ја брифираше јавноста околу планираните инвестиции во рудникот Мариово, каде биле завршени сите геолошки истражувања и проценката на експлоатационите резерви, изработена била физибилити студија. Не презизираа време на реализација, но велат имаат визија и идеја како сето тоа би се извело. Ја истакнаа и активноста околу новија гленови наоѓалишта во делот на Источна Македонија, каде во иднина би можело да се изгради и термоелектрана со потенцијален век од околу 30 години, а споменаа и модернизација на термоелектраната Осломеј, проект на почеток кој би работел на хомогенизирано гориво комбинација на увезен јаглен и домашно производство, со што би се добила моќност од 130 мегават и околу 800 гигават часови произведена електрична енергија. Како инвестиционен развоен проект беше нагласена и топлификацијата на Битола. Состојбата во овој момент е избран консултант, тоа е австријска компанија ИЦ, беа тука пред некој ден, имавме состанок пред 2 дена, ако не се лажам. Формирана е проектна единица за имплементација на овој проект. Обезбедени се одобренијата за градба за примарната и терцијалната мрежа, кај секундарната работата запна, затоа што во меѓу периодот од кога беше усвоен инфраструктурниот проект додека да добиеме одобрението за градба, се случи да централното градско подрачје на Битола биде прогласено како културно наследство. И самото тоа значеше дека сега органот веќе не е општината, односно не е градба од втора категорија, него преоѓа во ингеренции на Министерството за транспорт и врски. Со проблемите морале истиот проект да го аплицираат наново и реобработат во Министерството за транспорт и врски. Во моментов имаме аплицирано во Министерството за транспорт и врски за одобрение на инфраструктурниот проект. Но тоа не ја спречува понатамошната имплементација на овој проект и понатамошната реализација на овој проект. До крајот на мај консултантот ќе ја среди тендерската документација и очекуваме некаде до крајот на мај тендерот за градежните активности за овој проект биде објавен. Со други зборови, некаде тамо до крајот на годината да имаме избрано и изведувач на работите, а зашто да не и да почнеме и со теренските активности. Очекувањата се дека во 2018 година Елем би ги добили првите приклучоци, односно корисници на топлификацијата. Најавија и нов за прв пат изведен проект. Тоа е изградба на клинички центар, еколошки проект кој би функционирал по принцип на когенеративна постројка, би произведувал електрична енергија за потребите на центарот, топлина, како и технолошка парија за потребите на тој клинички центар.